إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije birni Allahi ta'ala, ke učimo jedno novo poglavlje, odnosno dve novi poglavlje, jedna knjiga, knjigata na monoteizmot, od avtorot šehhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dhe smeka poglavljet ovo koji veli avtorot bab qawlillahi ta'ala ya'rifuna ni'mat Allahi thumma yunkirunaha. Šejh od rahimahullah, ova poglavje go imat počnato so eden ajet во кој велит Allah subhanahu wa ta'ala тие ги знаат Аллаховите благодати, но после тоа ги негираат. Тие ги знаат, ги познаваат Аллаховите благодати, но после тоа знање тие благодати кои им ги дал Аллах субханаху ва таала ги негираат. Но ова негирање се случуваат со употребување неколку зборови или реченици. Како што вели шех Салих ал-Шейх хафизахуллах, во нашево време, нарочито во нашево време, се имаат овие зборови, употребување на овие зборови, начинот на употребувањето на зборот се има многу расширено меѓу муслиманите, за жал, што тие ги употребуваат овие зборови, што тие зборови содржуваат во себе негирање на Аллаховите благодати, односно негирање на давачот на тие благодати. И затоа велит шех Салих ал-Шейх хафизахуллах дека треба да бидеме пазливи, да пазиме, зошто овие работи можат да го допрат теухидот, совршеноста на теухидот, или па темелот на теухидот. Или темелот, или совршеноста, да го оштетат теухидот, или па целосно, да го уништат теухидот кај човекот. Велит шех Уthaymin рахимахуллах, ниъмет Аллах, Аллаховиот, овде еднина е дојдено. Аллаховиот благодат. Но кога идет еднина, во ваква ситуација на арапскиот јазик, тогаш содржува множина. Благодатите, не само благодат, туку благодатите. И Аллаховите благодати, како што вели шех Уthaymin рахимахуллах, човекот не може да ги изброи. Зошто? Зошто Аллах Таала велит: "Ва ин та'удду ни'мат Аллахи ла тухсуха." Ако вие покушате да ги броите Аллаховите благодати кои вас ви ги дал, не ќе можете да ги изброите. Thumma yunkirunaha, а потоа тие благодати ги негираат. Тоа негирање се случуваат не да тие реалноста, односно вистиноста на тие благодати да ја негираат. Што значи тоа? Ова тие негираат дека не слегло дош или дека не им е дадено деца. Тие знаат дека тој благодат им е даден, како благодат. Слегол дождот, не велат, слезе дождов, се изварна дожд, немаше дожд. Не велат, имаше дожд. Или имаме деца. Но овде тие го опишуваат тој благодат кон себепот. Го враќаат назад тој благодат, му го опишуваат на себепот, а не на тој што го дал.
Значи, како што имаме во минатото исто учено, во кој се вели, значи, некои луѓе велат мутирна би нау и кеда ва кеда. Значи, дојде дождот, падна дож, поради таја звезда и таја звезда. Значи, овде тие што прават, значи, овде опишуваат тој благодатот на дождот, го опишуваат, значи, на звездите. А не велат, значи, мутирна би фадлиллахи ва рахметихи. Значи, падна дож со Аллаховата милост, значи, и добрина. Не го велат ова, туку го велат другото. Велит Шейх Утхајмин рахимахуллах, кога човекот, значи, овде, ова поглавие ги допират врсти на теухидот. Теухид ел-рубубија и теухид ел-улухија. Теухид ел-рубубија, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, кога тие, значи, му го опишуваат благодатот на себепот. Му го опишуваат благодатот на себепот. Овде вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, ова, значи, го допират теухидот на ер-рубубија, зашто тие веруваат дека тој себепот на себе, значи, имат влијание, дека себепот на себе има, значи, влијание. А од друга страна, во врска со теухид ел-улухија, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, благодатите, во врска за благодатите, се очекува да човекот да биде заблагодарен спрема Аллах субханаху ва таала. Ако тој не изразит за благодарност на Аллах субханаху ва таала за тие благодати, тогаш што се случува? Значи дека тој има тука мана имат во теухид ел-улухија. Зошто за благодарноста ибадет спрема Аллах субханаху ва таала. Поради тие, значи, благодати кои Аллах субханаху ва таала му го има нему дадено. И значи вели Шейх Арафат хафизахуллах, дека задолжноста на муслиманот во врска со Аллаховите благодати, да тој да ги пречекат нив со заблагодарност спрема Аллах субханаху ва таала и со славење на Аллах субханаху ва таала. Зошто зачувувањето, значи како човекот ги зачувува благодатите кои Аллах субханаху ва таала му ги има нему дадено. Зачувувањето на благодатите се случуваат кога тој е заблагодарен спрема Аллах субханаху ва таала. Значи, со заблагодарност спрема Аллах таала се чуваат благодатите. Значи, добрињето кои ни ги имат Аллах таала нас дадено, ако сакаме да ги чуваме, тогаш треба да бидеме заблагодарни. Да бидеме заблагодарни спрема Аллах субханаху ва таала за она што ни ги имат Аллах таала нас дадено. И исто, значи, за благодарноста, како што имаме учено и претходно, за благодарноста, значи, се реализират со, значи, за благодарност во срцето, со устата и со дела телото. Значи, да не ги употребуваш тие дела на телото, како очи, како раце, како уши, како нозе, да не ги употребуваш освен за работи што е задоволен Аллах субханаху ва таала, не за други работи. Ова е, значи, вистинска заблагодарност спрема Аллах субханаху ва таала за благодатите. И исто вели Шейх Арафат хафизахуллах, од заблагодарноста спрема Аллах субханаху ва таала за благодатите е да ти да ги употребиш тие благодати, да ги употребиш за халал, не за харам. За халал, не за харам. Кој е се овде? Ово е перко, ово е деница. Значи, помажиш. Значи, да ги употребиш тие благодати за халал, не за харам. Што значи това? Значи, ако Аллах Джелешану ти дал тебе богатство, ти не се тоа богатство да го употребиш за харам дош, за алкохол, за други работи. Значи, ти тоа богатство го употребува, значи,
за да достигнеш Аллаховата задоволност. Ме разбравте се, значи не значи, зашто ако ги употребуваш ти Аллаховите благодати за харами, ти не си тогаш заблагодарен спрема Аллах субхана ва таала за она што ти го дал, за она што ти го доделил. Во врска со овој ајет, јарифуна ниъмат Аллахи thumma юнкирунаха, тие ги знаат Аллаховите благодати, но после тоа ги негираат, велид Муџахид. Муџахид, рахимахуллах, велит имам Уфемин рахимуллах дека е еден од големите муфесирин, значи објаснувачите, тумачите на Куранот во времето на табините. И велит Муџахид рахимахуллах дека три пати сум го прочитал Куранот заедно со Абдул ибн Аббас радијаллаху анхума, ајет по ајет, и на секој ајет су го застанувал да го праша што значи овој ајет. И затоа вели Суфјан Саури рахимуллах, ако ти дојде тебе тефсирот од Муџахид за некој ајет, достатие више. Достатие, значи не барај почи друг. Значи ова го вели значи Суфјан Саури рахимуллах, што е самиот имам од имамите на селеф. Значи ако ти дојде тефсирот на Муџахид во врска со Аллаховите зборови, достатие значи, задоволи се со него. Застани тука. Што вели Муџахид рахимуллах во врска со овој ајет? Значајноста на овој ајет, вели Муџахид рахимуллах, е зборот кој го вели човекот, хуа qaulu раџул هذا مالي ورثته عن آبائي. Ова е како зборот на човекот кој го вели ова богатство мое јас го наследив од родителите мои. Ова богатство кој го имам јас го наследив од родителите мои. Велит Шейх Уфемин рахимахуллах, значи во врска со ова, ако човекот го изразит овај збор, значи го изговори овај збор, ова богатство го наследив од татко ми или од родителите мои. Ако го имат во намера известување, хабер, абер да дај, значи хабер, значи дават известување. Овај збор нема ништо во ред е. Ова наследство го наследив ја од родителите мои. Но овде зборот не е целта тој збор. Овде е целта да не беа родителите мои, немаше да имаа ништо. Значи овде тој негира дека ова богатство му е дадено од Аллах Джелешану. Значи овде тој потврдуваат, односно го опишуваат богатството кој го имат или имањето кој го имат, го опишуваат на родителите свој со заборавање на Аллах Таала. Значи ако човекот со овој ниет, со овај, значи со оваа намера го изречуваат овој збор. Значи да не беа родителите му, немаше ништо да има. Значи вели Шейх Уфемин рахимахуллах дека ова е од негирање на Аллаховите благодати. Значи овде негира човекот, значи Аллаховите благодати. Зошто вели Шейх Уфемин рахимахуллах, а кој ти ги даде тие родители? Не беше Аллах субхана ва таала? Значи тој гледа себепот само. Ама тој што го дал себепот го заборават. А уистината не треба да го заборави тој што го дал тој себеп. Кој го дал тој себеп? Аллах Джелешану. Значи да не беа тие родители, ки имаше ти тоа нешто? Не. Значи и шеријатски гледано, и универзално гледано, тој благодат од Аллах. Зошто? Зошто универзално гледано, тие родители, значи, му ги дал Аллах Джелешану. Шеријатски гледано, Аллах шеријатски му доделил нему во неговата книга дека тој има право на наследство од своите родители. Значи, Аллах му има нему шеријатски доделено. Значи, татко ти, значи, гледано правилно шеријатски, татко ти немој да те избриши од наследство. Тоа не е во неговата рака. Тоа е во Аллаховата книга. Јасно и гласно. Значи, и тоа е од кого тогаш благодат
od Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, zato vakvi zborovi ili slični na ovije, treba čovjeku znači, da biti pazliv kako i v koji kontekst gi upotrebuvata. Isto Aun ibn Abdillah veli, vo vrska s ovoj ajet, gi znat Allahovite blagodati i posle gi negirat, veli ta Aun ibn Abdillah, rahimahullah, jekulun, leula fulanun, lem jekun kada. Objasnovanje to ovaj ajet, veli ta Aun ibn Abdillah, rahimahullah, je zborot od čovekot koji ga upotrebuvat, da ne beše filan, nemaša se slučit ova. Ili nemaša mi se desit ova. Znači, ova da li za neko je dobro ili za neko je loše što ti god stranil. Znači, da ne beše doktoro, nemaše dozdra. Da ne beše ovja, nemaše da pojda tamo. Da ne beše ovja, nemaše da najda rabota. Da ne beše ovja, ti ostane ovde. Da ne beše ovja, ova kogu se upotrebuva kaj nas? Sekodnevije. Ova je objasnovanje to na ajetot. Na Allahovite blagodati gi negirat. Znači, ovi zborovi sve znači negiranje. Negiranje znači na Allahovite blagodati. I pazi, veli Šejh Uthejmin rahimullah, ako veruva čovekot, kako imamo učeno ovo prethodno, kaj sebe pite kućerna, ako veruva čovekot ovde, deka sebe pot, sam na sebe deluvat, to je golem širk togaš. Znači, ako veruva, to je znači, to je doktorot, to je što go zaposlil, to je sam na sebe deluval. Znači, to je go napravil, to je nego sa Allah Đelešanu, znači, ortak mu go napravil. I ova rabota, znači, wa alaikum selam, znači, ova rabota je mnogo opasna. Mnogo je opasna. Znači, zato treba biti pazenje. Znači, za žal, znači, vakvi zborovi, leula fulanun, lem jekun keda. Da ne beše filan, nemaše mi se slučit ova. Nemaše da go dobija, nemaše da pojda, nemaše da go najda to nešto, nemaše da ozdra, nemaše da ima deca. Koliko go velja toga? Polno. Znači, ova gi dopirat temeljite na verata. Ova gi dopirat, znači, temeljite na našata, znači, vera. Veli Šejh Uthejmin rahimahullah, vo vrska s ovoj ajet i ove zborovi na Mujahid ibn Abdillah, ako veruva čovekot vo nekoj skrišen sebeb, vo nekoja skrišna pričina, kako da prima nekoj mrtov, da reći, znači, da ne beše to evlija od toj grobot, nemaš ja da imam deca, nemaš ja da se ožena, nemaš ja da najda rabota. Veli Šejh Uthejmin rahimullah, ova je golem širk. Ova je golem širk, znači, što go vađa nego, znači, od verata. No, ako potvrdit nekoj sebeb, znači, potvrduvat nekoj sebeb toj, što je očividen sebeb, znači, što se gleda, znači, nešto što se gleda, nešto što je konkretno, ama toj sebeb ne je potvrden ni šerijatski, ni univerzalno. Toga že mal širk, veli Šejh Uthejmin rahimahullah. Toga že mal širk. No rabotava, znači, čovjek se dviže tuka među mali golem širk. I Šejhul Islam ibn Tejmija rahimahullah što veli? Deka pravilno to mislenje, i to mišljenje go podržava tisto našio šejh Rabija hafidahullah, deka onoj čovjek koji pravi mal širk, bez drugog će biti kaznen vo džehennem. I posle će biti izlezit. A koliko će biti kaznen, to Allahu alem. Znači, nemoj da go zemim ova so lesnotija, abe mal širk je ova. Ne. Su vi rekao mnogo pati. Malio širk je pogolem od site najgolemi greoj. Znači, od kamata, od rakija, od kradenje, od zina i tako natamo. Malio širk od site ne je pogolem. Znači, da ne se igrame s ovije raboti. Barakallahu fikum. Isto, Kutejba, rahimahullah, veli vo vrska s ovoj ajet, deka jedna druga grupa na luge velat, i ova, veli Šejh Uthejmin rahimahullah, je najrasipana grupa na luge. Od sitovije što se spomna prethodno. Objasnovanjava. A to je,
дека тие велат, овие благодати кои ни стигнале нас, се поради шефаатот на нашите божества. Хада би шефаати алихатина. Алиха, ила, еднина. Алиха, множина. Значи, ова што го имаме, овие благодати што ни се донесени нас, што ни се стасани нас, што ни дошле нас, поради шефаетот на нашите божества. И вели Шейх Утемин рахимахуллах дека ова е најгрдото и најлошото, значи од сите овие што мина претходно, значи претходно, и овде содржува значи два врста на ширкој. Еден ширк, а тоа е во врска со божествата, значи потврдуваат божество за други освен Аллах субханаху ва таала, како Лат, Узза, Менат и други така натаму, и исто го потврдуваат себепот што не е вистинос. Што не е, значи, вистинос. Што не е вистинос. И Шейхул Ислам Ибн Теймија рахимахуллах вели ова исто како што дојдено во хадисот, во кој велит Аллах субханаху ва таала حديث قدسي أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر بي. Значи, од моите робови се разбудија, станаа, еден дел е од нив верник спрема мене, а неверник спрема звездите, а други се верници спрема звездите, а неверници спрема мене. Како се неверници? Значи да го земеме само тој дел што ни треба, зашто ја ги имаме објаснато во минатото овој хадис. Значи, кога човекот вели дека падна дождот поради таја и таја звезда што беше тука на тоа место и така натаму, тогаш е тоа, значи, тоа е ширк. Мојот, како што имам учено, голем ширк да биде, и мој да биде мал, зависи, значи, од ниетот, од верувањето на човекот кој го тој збор. Исто велит авторот Шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах дека во врска со ајетот ги знаат Аллаховите благодати и после тоа ги негираат, дека рекле некој други од селеф, што рекле? Рекле следното. Го објасниле ајетот следното, а тоа е како ги негираат Аллаховите благодати со овај збор. كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. Некои луѓе велат бродот одеше убо поради ветрот што беше и поради добриот капитен. Значи, да не беше овија капитен, ќе се удавевме. Денеска исто да не беше пилотот на авионот, ќе панеше авионот, беше јак пилот, фала му на пилотот, велат. Захвалност на возачот што беше на колата, или на возот, или на пилотот, се спасивна. Ова е, значи, негирање на Аллаховите благодати. Ова е негирање на Аллаховите благодати. Значи, зошто? Зашто тие мислат, значи, веруваат само поради тој што беше тука, се случи да тие се спасат. Иначе ќе беа уништени. Значи, затоа треба да пазиме, зашто вели Шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, дека овие зборови и слични вакви се многу расширени на устите, на јазиците на луѓето. Значи, затоа треба човекот да пазит и да биде, значи, при себе кога ги изразува тие зборови и да знае, значи, што изразуваат. Да знае што изразуваат. Зошто од совршениот теухид, значи да биде теухидот совршен во срцето на човекот, да човекот целосно неговото срце го поврзи само со Аллах субханаху ва таала. Не неговото срце се шета тугар удолу. И овие работи се многу тешки, како што вели Шейх Утемин рахимахуллах.
I ovde spomnува шех Салих ал-Шейх еден збор од шейхул Ислам ибн Теймија рахимахуллах што вели кој го поврзуваат неговото срце со створението или не се случило, не се случило да некој го поврзи срцето свое со некој створение, освен бил изневерен. Освен бил изневерен. Освен бил, значи, изневерен. Значи, ова е огромен збор. Значи, затоа, ако не сакаш да бидеш изневерен, изненаден, негативно, тогаш поврзио срцето со кого? Со Аллах субхана ва таала. Со оној, значи, што ги створил тие себепи. Значи, тој што те дава тебе работата, тој што ти дава тебе тие илачи, тој што те зел в кола, тој што те однесол, тој не знам што, тој е себеп кој Аллах джелешан го има створено и испратено да биде во твоја корист. Но ти не го заборавај створителот на тој себеп. Аллах субхана ва таала. Аллах субхана ва таала. И велит Шейх Утајмин рахимахуллах, ова е исто слично, вели Шейх Утајмин рахимахуллах, ова е слично кога еден човек има еден вработен кај него. На вработениот негов му дава тој еден поклон да му го несит на филан човек. И сега поклонов му го носит вработениот на филанот и тој филанот му се заблагодарува нему, а не на тој што му го исплатил. Дали ова е добар ахляк, добро однесување, понашање, добро ова? Значи ова е негирање на тоа добро, тој го негира тоа добро, значи. Значи во вистина кому треба да му се заблагодарит? Тој што опрати, значи тоа е него. Другиот само го носит. Како е тогаш со Аллах субхана ва таала? Со сите тие благодати кои имаат Аллах таала нас дано. Значи ова да, точно цел живот, секој ден 24 сати. Значи кој беше во време на короната, значи кој дава кислород на задишање, така? Па тоа значи скапо било. Значи не знам колку на ден бараат, што ти знаате става на тој кислород, а ти цел живот што земаш, што дишиш, да, не плачеш ништо. Значи, а не заслужува тогаш да бидеш покорен спрема Аллах субхана ва таала. Затоа, значи, овај пример го направи Шейх Утајмин рахимахуллах тука, за да го сватиме подобро, значи, во врска со ова меселе, односно со ова поглавие. Значи, во вистина, ако се случи вакво нешто, да тој му се заблагодари на тој што е испратен, а не му се заблагодарува на тој што му е испратил сопственикот на тој поклон, што ќе рече тој сопственикот? Тој го негира тоа што му го дадов јас. Овја е незаблагодарник. Така или не? После, следното поглавие, а тоа е Аллаховиот, исто го почнуваат авторот Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах со еден ајет во кој вели баб qaulillāhi ta'ala فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Значи, немој да му правите на Аллах джелешану придружници, а вие го знаете тоа. Вели Шейх Утајмин рахимахуллах, односно Шейх Салих ал-Шейх, пред да почнеме со Шейх Утајмин рахимахуллах, Шейх Салих ал-Шейх хафидахуллах вели дека ова поглавие е слично на поглавието кој сега мина, кој го учевме сега претходно. И затоа, значи, ги учиме заедно вечерва, за да биде, значи, во еден дерс. Зошто има, значи, големи сличности. Исто и овде се случува, значи, ширк од страна на употребување на зборови или реченици. Зборови, реченици или па букви. Значи, со една буква можеш да излизгаш. Со една буква, значи, и затоа ќе видиме сега примерот на Абдул ибн Аббас ради Аллаху анхума во врска со овој ајет, за да сватиме колку е опасна оваа работа.
Но пред да спомниме тоа, вели Шейх Утhaymeen рахимуллах во врска со овој ајет فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون, немој да му правите на Аллах Джелешану придружница, вие го знаете тоа. Кога се спомна овај ајет? Кога Аллах субхана ва таала во суратул Бакара спомнува дека тој ги има створено, ве има вас створено и вие и тие кои беа пред вас, дека тој створил небото и земјата, дека тој вас ви дава риск. Тогаш кога вие овие работи ги тврдите и ги знаете дека се само од Аллах Джелешану, тој ви ги дал, тој е створител, тој е собственик, тогаш зошто му правите нему придружници во теухид улухија? Значи, ако вие сте вистински се го сватиле теухид рубубија и знаете дека само Аллах Джелешану тој што створува и снабдува и така натаму, тогаш единствен кој заслужува да му се посвети ибадетот е тој кој створува, никој други. Се другите се створени. Другите се створени. Дали е тоа Иса алейхи салату вассалам, или Мухаммед алейхи салату вассалам, или Джибрил алейхи салату вассалам, сите тие се створени од Аллах субхана ва таала и немаат право да бидат обожавани. Затоа, значи, и на многу тоа, во Аллаховата книга иде на многу пати, да Аллах Джелешану аргументира со теухид рубубија, за да го потврди за себе теухид улухија. Зашто ако вие признавате теухид рубубија за Аллах Джелешану, тогаш треба да го потврдите тоа и улухија само за него, не за други. Не да барате шефати од мртви, и од гробиште, и од течина и така натаму. Велит Абдул ибн Аббас радијаллаху анхума во врска со овој ајет, велит Ел-андад хуа аш-ширк. Ел-андад, значи, овде со придружници, значи, правење ширк. Со тие придружници да му прави ширк на Аллах субхана ва таала. А таја врста на ширк, вели Абдул ибн Аббас, таја врста на ширк ахфа мин дабибин намли ала сафати сауда في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتي والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان ولا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. Велит Абдул ибн Аббас радијаллаху анхума дека ова врста на ширк е поскриена од трагите на мравата кој се движи на еден црн камен во една црна ноќ и во темница. Значи, не значи мравата што туку трагана ше остава, што трага остава мравата? Ништо. Значи, камен, значи црн камен. Црн камен. И темница е ноќе, на вечер, ноќ и црн камен. Црна мрава, исто. Заминуват, поминува на тој камен. Можеш да ги видиш тие трагите што остала тука? Толку е овај ширк скришен во редовите на синоите на Адема. Значи, овде се гледа, свачаме дека ширкот може да биде многу скриен во нас и ние да не разбериме цел живот дека сме во ширк или со некои зборови. Ова што значи, што предизвикува, што треба да предизвикат кај нас? Значи, учење. И тоа учење прецизно на оваа вера. Значи, да се учи прецизно. Баракаллаху фикум. Што вели Абдул ибн Аббас радијаллаху анхума? Ова е зборот, од тие зборови што се, да човекот да велит, жими Аллах, жими животот мој и жими животот твој о филан. Значи, колнење во други освен Аллах Джелешану. Значи, жими тебе. Овде е тој збор, значи, ова е исто. وحياتك ова е жими тебе о филане. Значи, ова е забрането да се речи.
وحياتك وحياتنا. Ti me neko će veliti zakolni se vo nešto, ne ti verува. I ti mu veliš zimjočive, ahsen, su go zaboravili ja ova. Zaborav, bačiš to ova goda koliko sakaš, u ova selovo pročujeno. Jeste naljutili se sad to. Znači, žimjočive, da očora. Ova isto to. Znači, ovdje se zborili na širk. Ovdje se zborili na širk, barakallahu fikum. I ovdje mojt isto. Znači, gledano, početno je mal širk, no moj da zameni na golem širk. Ako toj veruvat, znači onaj što se zakolnuvat, ako veruvat, deka ono vo koj toj se kolnit, toliko go veličuvat i okrevat kako Allah Đelešanu, to je golem širk togaš. I su veliko počipati vo vrska s ova rabota, obožavačite na grobojte. Ako mu rečiš zakolni se Allah Đelešanu, ako laži veli vallaj. Ама да му речеш заkolni ste filan umren čovjek, ne sekund, osve nako iskran. Zašto? Zato što mislite kad to na večer, kad mu dete napravi šteta njemu. A nema strah to da Allah da mu napravi šteta njemu? Što veli da Allah Đelešanu, ako Allah saka da ga uništi Isa i njegovata majka, koj mu je da go sprečit? Znači, Allah Đelešanu veli to, njegovata knjiga. Ako saka Allah da ga uništi Isa, alejhi salatu wassalam, ili Marijam, radijallahu anha, koj mu je da go spreči to? Ako saka tebe Allah Đelešanu te uništiti ili mene, koj mu je da go spreči to? Znači, ovdje kaže, znači, koliko je golema taja mana i toj defekt na teuhidu od srcetu na tije luga. Znači, ovdje zboruje, znači, žiti tebe, žiti mene, isto primjer nekomu komu veliš, žiti mene mu veliš. Da, i uvijek upotreba, žiti mene. Napravi gova, žiti mene. Napravo ova rabota, tako ne se veli, znači, žiti mene. Žiti mene. Ovdje se raboti širk, brat. Evo što veli Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma. Hada kulluhu bihi širk. Sve to je širk. Sve to je širk. Isto tije zborove što se širk, slušajte vnimatelno. Veli Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, od zborojte što se držuva širk, zborod na čovjeku koji go velit, da ne beše ova kuća i ni dojde kratci. Da ne beše kuće, znači ki bebe napannati nije. Znači ovdje to znači je ubeden, kako isto što rekao neke kapiten na brodot. Znači to mu je opišuvat ovaj blagodat na sigurnost. Da imaš sigurnost i ovaj blagodat. Znači ti da bi živiš u sigurnost, ova ne je normalno, barakallahu fikum. Znači ti da živiš u sigurnost, da hoćeš da legneš bez da te čuka bombi nad glava i da ništa so pokriv nad glava, ova ne znači na germanski se veli selbstverständlich. Znači teka, ova je take, znači ne, ima ljudi, znači milioni ljudi nema pokriv nad glava. Znači ovi se blagodati, znači za sigurnost jedno to ogromnite blagodati. Ti ako nemaš ta sigurnost, ne možeš doći da rabotiš. Ako ne biš ta sigurnost, ne možeš doći da rabotiš, da ideš ovdje na ders. Znači, sigurnost je golem, znači blagodat od Allah subhanahu wa ta'ala. Koji treba nije da mu se zahvaluvamo na Allah subhanahu wa ta'ala svakodnevno za to. Što veli Pegamber od alejhi salatu wasalam u jedan hadis, koji se razbuduva sa bajla. Aminen fi sirbihi je siguran za sebe i za njegovo to semejstvo. Znači ima sigurnost za sebe i za njegovo to semejstvo. Wa indahu quta yawmihi. I ima hrana za toj den. Kako da mu je dan nemu cel dunjalog. Znači, jadenje, hrana samo za toj den. Kako da mu je daden cel dunjalog. Znači, ovo govorimo Pegamber od alejhi salatu, koji se razbuduva sa bajle. Ima sigurnost za sebi i za njegovo to semejstvo. Ima jadenje za toj den, hrana za toj den. Kako da mu je daden cel dunjalog i seše na nego. El Hafiz an-Nawawi rahimehullah, koga ima to ovaj hadis objasnato, ima rečeno i kralojte na dunjalog od samovago sakat. Kralj što je na dunjalog od što se, znači,
što ima zemljište i državi pod njeните noza, той сака да има сигурност за себе и за неговата фамилија. Затоа има тој таа војска, таа полиција. Зошто за сигурноста негова и за фамилијата негова. И што? Да има јадење за тој ден. Тој крал и да има јадење, не знам колку, мој тоа јадење на оклај стомак за тој ден, пак јад колку што за тој ден што има што му да јадете. Значи пак, значи тој да има јадење пример со соби, со хали, да има полна цела сала, со јад, мој да ги даде тоа јадење за тој ден, немој да ги даде. Значи, затоа, значи, овие се големи благодати и велит Шейх Фаузан хафидахуллах во овај хадис, кој дочекува ваков ден, значи, колку го пристигнува ваков ден, тој ден треба да го пречека тој со за благодарност. Ние секој ден вакви ни се деноите. И како што видите на нашите шехови, забораве се кој од шеховите, еден од шеховите од Јемена, велит, ние денеска јадиме јадење, храна, како краловите на пекамберот алейхиссалам што јаделе. И пак не сме задоволни и заблагодарни. Значи, тоа што ајме ние денеска, брат, секој ден ново јадење, секој ден пиење, сокој, вакви, тоа, брат, во времето на пекамберот алейхиссалам, ни краловите може да не го немале толку. Па тоа месо, па кокошки, па ова, па не знам што. Значи, како крало јајме. И пак, значи, не сме заблагодарни. Не гледај ти, затоа рекол пекамберот алейхиссалату вассалам, не гледај ти оној што е над тебе. Гледај го оној што е под тебе. Се ако гледаш оние што се над тебе, ќе ги омалужаваш Аллаховите благодати кои тебе ти ги дал. Кој тебе ти ги дал. Значи, гледај го оној што се под тебе. И гледај, значи, исто, многу пати су ви рекол дека благодати не се само парите. Благодати е да имаш семејство, да имаш деца, не кучина да имаш дома, да имаш деца, не мачина да имаш дома. Овие се благодати, брат. Овие се благодати. Па здравјето е благодат. Има луѓе што се, ки знаат колку богати, но нема здравје. И плюс, што велат психолозите што велат, дека оној човек кој има јако верување, тој побар го здравеат ако имаат проблеми психолошки, од што оние луѓе што немаат вера. Значи, ова го гледат во Запад, значи, што луѓе, психолози, психијатри што лекуваат, нон-стоп имаат такви проблеми луѓе, значи, оној што немаат вера, тешко може да се излезе, значи, така речено, од таа темнина. А оној што имаат вера, значи, побар го излагат. Побар го се лечит. Значи, затоа, баракаллаху фикум, овие работи не треба да ги подценуваме. Значи, зборот да не беше кучето, ќе ни влезе ајдути, значи краци. Или да не беше таја птица, ќе ни влезе краци во кучата. Значи, има некои птици, вели Шейх Утемин рахмуллах, како папагал, така речено, што ако видат туџи луѓе, пуштаат гласови за домашните луѓе да бидат известени дека има некој надвора, дека дошол. И тие што велат? Да не беше птицава. Значи, истото е ова, како да речеме, да не беше докторот, ќе умреше човекот. И тој, кога имаат луѓе, вие самите све заприметиле можда, имаат луѓе кога го употребуваат овај збор, да не беше докторот, ќе умреше човекот, значи тој го употребува, значи, докторот, тој се што бил тука. Убеденост, значи. Се заприметиле можда вакви зборови. Овие работи се многу опасни. Како што Ибн Ибн Абас, куллу хада ширк. Сето ова е, значи, ширк. Исто, од тие зборови се маша Аллаху ва ши'те. Што са Аллах и ти? Исто ова, значи, е од зборовите на ширк. Што сакат Аллах и ти? Што сакат Аллах, значи, и ти. Значи, овде, ва ши'те, ва, ти, значи, го споредуваш тој створението со Аллах заедно. Ти го споредуваш него, значи, со Аллах субханаху ва таала заедно. Го споредуваш, значи, со Аллах заедно. А можеш да речеш, значи, како што дојдено во други, значи, во хадис, маша Аллах, сумма ша фулан. Она што го сакат Аллах,
па после она што сакат филанот. Значи ова после thumma дозволено. А да речиш wa не е дозволено. Значи со буквата wa ти тогаш значи него го правиш, значи го споредуваш со Аллах субхана ва таала. А со thumma, значи тој иде после Аллах джелешану. Значи неговата волја не е толку, значи битна, така речено, и да имат влијание во врска со споредување со Аллах субхана ва таала. И велит шейх Салих ал-Шейх дека имам овде, значи, 3 степени во врска со овие зборови. Првиот степен, значи, кој е забранет. Да се рече, значи, маша Аллах ва ши'та. Или маша Аллах ва ша'a фулан. Значи, она што сакат Аллах и што сакат филанот. Ова е забрането. И овие се зборовите, значи, од буквите што кога се употребуваат во ваков контекст, значи содржуваат мал ширк. Што може да замените на голем ширк. А имат исто степен, а тој е вториот, кој е дозволен. Джаис. А тој е да се рече, значи, маша Аллах, thumma маша фулан. Значи, што сакат Аллах, после што сака филанот. Ова е дозволено. Ама вели шейх Салих ал-Шейх, степенот кој е најсовршен од овие, најдобар степен да се употребува за само да речеш маша Аллах. Она што го сакат Аллах. Готово, застанува штука. Ова е, значи, најсовршен, значи, степен. Најсовршен степен. После тоа, исто, велит Абдул ибн Аббас ради Аллаху анхума, исто овие зборови, што се ширк, е зборот изговарањето Леулаху ва фулан, да не беше Аллах и да не беше филанот. Исто ова, да не беше Аллах и филанот. А ке нас додиш како да не беше тој. Ишне го спомнуваат Аллах. Значи, ова не е дозволено. Значи, леулаллах ва фулан. Ова не е дозволено. Значи, треба леулаллах thumma фулан. Ова дозволено е. А ке нас што велат? Да не беше филанот, да не беше докторот, да не беше тој таму немаше да се биде вработен. Значи, овие работи, значи, затоа треба да пазиме. И се пренесуваат од Абдул ибн Умар ради Аллаху анхума أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Кој се колнит во нешто друго освен Аллах субхана ва таала, тој направил куфр или ширк. Значи, колнењето, да се заколне човекот во нешто друго освен Аллах субхана ва таала, значи со тоа прави тој ширк. Како што рековме, мојот, значи, гледано основно е мал ширк, но може да замените на голем ширк. Ако тој толку него го величуваат и го воздигнуваат како Аллах субхана ва таала, и значи тогаш заминуваат, значи, на голем ширк што те isfарлат од верата. Исто велит Абдул ибн Мас'уд ради Аллаху анху лан ахлифа биллахи кадибан ахаббу илайя мин ан ахлифа бигайрихи садиқан. Велит Абдул ибн Мас'уд ради Аллаху анху да се заколнам, и ова е, значи, ова е збор извират од разбирањето на теухидот од Абдул ибн Мас'уд ради Аллаху анху. Значи, од неговото сваќање за теухидот, правилното сваќање за теухидот и вредноста на теухидот и опасноста на ширкот. Што вели Абдул ибн Мас'уд ради Аллаху анху? Да се заколнам во Аллах, лажејќи е посакано кај мене, ошто да се заколнам во други и да бидам искраена. Значи, ова кажува, значи, прецизното разбирање на теухидот на сахабот пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Вели шейх Усаймин рахимуллах, со овај збор не сакат да кажат Абдул ибн Мас'уд ради Аллаху анху дека лагата е дозволена. Не, никако. Значи, овие се два големи греови. Овде имаш два големи греови.
Ама кој е поголем? Кој е поопасен за човеков? Кој е поуништувачки за човекот? Значи, ширкот е поопасен од што? Лажењето. Значи, немој да сватиме овде, значи, дека тој ова го легитимират, значи, го оправдуваат. Не оправдуваат лагата, никако. И таа е голем греф. Но поголем греф од лагата е колнењето во други освен Аллах субхана ва. Иако си искрен ти. Значи, пример, велиш, жими тата, жими бабота, жими тебе, жими мене, жими децана. Еден еднош, му вели на еден, сме те работава, многу убаво. Жими децана. А детето пред него му беше. Значи, тој вели, жими деца на селски. Значи, гледате, пример, какви се овие луѓе? Значи, жими децана. Кој деца? Селски не деца. Аллах да не чуваат. Значи, вели Абдулlah ibn Mas'ud радијаллаху анху, значи да се заколнам во Аллах. Значи во Аллах се заколнам, ова е теухид. Колнењето во Аллах е теухид, значи ибадет. Лажејќи е посакано кај мене. Ошто се заколна во други и да не искрен. Зошто? Да се заколна во други, тоа е ширк. Тоа е ширк, баракаллаху фикум. И затоа, значи, овде се гледа многу јасно разбирањето на сахаба и дека има многу осватено, значи, колку е опасно, значи, колку е опасен ширкот. Ако лажиш и се ковниш валла, како е сад? Значи, лажењето и се колниш валла е голем греф. Голем греф ја. Значи, некој, пример, сега го лажи некого за некоја работа, што му извршил. И вели, валлај, сме да направиле вака. А тој го лажи него. Ова е голем греф. Ама ако дојде некој и искрање, значи тоа е искрање, противност, значи лагата, спротивноста од лагата е искрајноста. Тој е искрен дека вистина така му има направено таа работа. Ама се колнит во други. Овде џабе дека искрање тој. Тој прави ширк со ова. И ова е поголем од греот на лагата. Поголем е греот, значи, во врска со лагата. Исто, од Хузейфа, радијаллаху анху, се пренесува дека пекамбарот алейхи селату вассалам има речено: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. Значи овде пекамбарот алейхи селату вассалам вели: немој да велите што сакат Аллах и што сакат филанот. Не го вели тоа. Туку што да рече, ولكن قولوا, но велите, изговарајте ما شاء الله ثم شاء فلان. После, значи, што сака, значи, филанот. Значи, ова е дозволено. Второто, а првото е забрането. Исто дојдено од Ибраим ен-Нахаи, рахимахуллах, што бил Ибраим ен-Нахаи, рахимахуллах, од еден од најизворедните ученици на Абдулlah ibn Mas'ud, радијаллаху анху, во Куфа. Што вели Ибраим ен-Нахаи, рахимахуллах, дека тој мразел следниот збор. А тоа што е? А'удhu billahi wa bika. Барам заштита кај Аллах и кај тебе. Или од Аллах и од тебе. Значи, овие со други зборови, ти можеш да ме спасиш и никој друг. Разбравте се? Значи, овде колку пати овие зборови. Значи, ти и нема друг. Овие работи се опасни, брат. Значи, затоа вратете се назад ке примерот од Абдулlah ibn Abbas, од тие трагите на мравата во ноќе. Значи, тој пример е многу важен, значи многу значајен за да сватиме овие зборови, значи. Со овие зборови, значи, толку се влезени меѓу редовите на муслиманите и се направени како стандард, нормални, секојдневие. Затоа, значи, треба многу пазење. Брат, значи, Ибраим алейхи селату вассалам имамот на монотеистите. Таткото на пекамберите, Ибраим алейхи селату вассалам, тој имаше за себе страфи за своите деца од ширкот. Имам ибн Кесир, рахимахуллах, што велит? Кога Ибраим алейхи селату вассалам имаше страф
Koji mu je da bi siguran posle Ibrahima? Koji mu je da bi posle Ibrahima, alaihi salatu wassalam? A veli ti sto, je džuz en je kul, a dozvoljeno da rečit, billahi, a'udhu billahi, thumma bika. Znači, baram zaštita od Allah, ili kaj Allah, posle, ili potoa, kaj tebe, ili od tebe. Ovo je dozvoljeno. Ovo je dozvoljeno. Znači, gledate nekoj pat, znači, samo bukva, znači, wa, ako rečiš, znači, a'udhu billah, a'udhu billahi, wa bika, ova toga, znači, je širk. A ako rečiš, a'udhu billahi, thumma bika, dozvoljeno. Znači, gledate, koliko je precizna naša vera. I сега, znači, некој пат, значи, букви се. Една буква е, го менјават пресудата шеријатска. Една буква. И сега, како е пример кај нас, седнуваат филанот на џума и си кажуваат. Како тогаш кај мене село памтиш, овие се можда, како рече, приказни казалки, ама земете ги рече со вас. Значи, замисли, значи, ова е, брат, несериозност. Овие се опасни работи, брат. Значи, гледате, значи, овие имам Ибраим Нахај рахмула 1200 години така живел. Од тога, од тоа време, значи, брат. Не се овие работи што Мухамед ибн Абдул Вахаб пред 200 години ги измислил тој и ги ставил во оваа книга. Абдул ибн Абас, видовме, со врска со примерот со мравата. Абдул ибн Абас од сахаба бил. Пред 1400 години ови зборови се речени. Значи, овие работи не се денеска дојдени. Измислени нови. Овие треба да имат пазење, брат. Врвно пазење. Значи, најбогатото што ги имаш ти, значи, најважното. Пример, секој од нас, некоја куќа кој изградил, или некоја убава кола да имат, тоа гледа таа како се и се што и секој ден ја чувате чистите перите. Така е обдржават. Најважното што имаш ти верата твоја е, ти треба секој ден неа да ја чуваш. Секој ден да се чистиш. Секој ден да правиш обрачун со себе си. Вака е со верата, не со куќата и со колата. Ја не ти велам да не ја чистиш куќата, да не ја чистиш колата, да чисти ја, биди чист. Од муслиманот се бара да биде чист. Ама тоа што е најважно, да биде чисто и да не биде извалкана, е твојата вера, твојата акида, верување. А не денеска, значи, ке нас верата, дали имат ширк, дали имат куфр, дали имат бидат, и да не збориме, имаат добар ниет тие. Или не знам што, или не знам што. Значи, затоа треба да земеме ова работа озбилна, брат. Овие работи се вистински врвно озбилни. Така тука ќе застанеме. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.